Историјата на религијата е стара колку и историјата на самиот човек. Така велат археолозите и антрополозите. Дури и меѓу најпримитивните или со други зборови неразвиени цивилизации може да се најдат докази за некаков облик на обожавање. Колку што откриле изучувачите, никогаш никаде во ниедно време не постоеле луѓе кои во известна смисла не биле религиозни. Освен што е древна, религијата постои и во голема разновидност. Ловците на човечки глави во џунглите на Борнео, ескимите на замрзнатиот Арктик, номадите во пустината Сахара, жителите на големите светски метрополи, секој народ и секоја нација на земјата си има свој бог или богови и свој начин на обожавање. Разновидноста во религијата е навистина зашеметувачка. Логично е на ум да дојдат некои прашања. Од каде потекнуваат сите тие религии? Со оглед на тоа што меѓу нив има значителни разлики, а и сличности. Дали тие настанале независно од една од друга или пак можеби се развиле од еден извор? Всушност би можеле да се прашаме зошто воопшто настанала религијата и како се случило тоа? Одговорите на овие прашања се од витална важност за сите кои се заинтересирани да ја најдат вистината за религијата и за религиозните верувања. Кога станува збор за потеклото, луѓето од различни религии помислуваат на имиња како што се Мухамед, Буда, Конфуције и Исус. Речиси во секоја религија можеме да најдеме некој централен лик кому му се припишува заслуга за основањето на вистинската вера. Некои од нив биле иконокластични реформатори, други биле моралистични филозофи, трети пак биле несебични народни херои. Многумина од нив оставиле зад себе списи или изреки кои станале темел на некоја нова религија. Со текот на времето она што тие го рекле и направиле било разработено, дотерано и му било дадено мистичен здив. Некои од овие водачи биле дури погласени за богови. Иако овие поединци се сметаат за основачи на главните религии кои ги знаеме, мора да се забележи дека всушност религијата не потекнала од нив. Во повеќето случаи, нивните учења никнале од веќе постоечките религиозни идеи, иако повеќето од овие основачи тврделе дека имаат божествена инспирација како свој извор, или пак ги смениле и преиначиле постоечките религиозни системи, кои на еден или друг начин станале незадоволителни. Например, онолку точно колку што може да ни каже историјата, Буда бил еден принц кој се преплашил од страдањата и бедните услови кои ги открил околу себе во општество во кое доминирал хиндуизмот. Будизмот бил резултат на неговата потрага по решение за измачувачките проблеми во животот. На сличен начин, Мухамед бил многу вознемирен поради идолопоклонството и неморалот кој ги гледал во религиозните практики околу него. Подоцна тврдел дека добил посебни откровенија од Бог кои ги сочинуваат Куранот и кои станале темел на едно ново религиозно движење – исламот. Протестантизмот никнал од католицизмот како резултат на реформацијата која започнала во почетокот на 16 век, кога Мартин Лутер протестирал против тоа што католичката црква од тоа време продавала индулгенции. Значи, што се однесува до религиите кои постојат денес, нема недостиг на информации за нивното потекло и развој, за нивните основачи, свети списи и така натаму. Но што е со религиите кои постоеле пред нив? И што е со оние кои биле и пред овие? Ако се вратиме доволно наназад во историјата, порано или подоцна ќе се соочиме со прашањето како настанала религијата. Јасно, за да го најдеме одговорот на тоа прашање, мораме да погледнеме надвор од границите на поединечните религии. Проучувањето на потеклото и развојот на религијата е релативно ново поле. Луѓето со векови повеќе или помалку ја прифаќале религиозната традиција во која биле родени и воспитани. Повеќето од нив биле задоволни со објаснувањата што им ги принеле нивните предци, мислејќи дека нивната религија е вистината. Ретко имало некоја причина да доведат во прашање нешто или пак потреба да се истражи како, кога или зошто настанале работите. Всушност, со векови, кога средствата за патување и комуникација биле ограничени, малку луѓе биле свесни дека воопшто постојат други религиозни системи. Меѓутоа, во текот на 19-тиот век сликата почела да се менува. Теоријата на еволуција ги преплавила интелектуалните кругови. Тоа заедно со појавата на научните испитувања навело многумина да ги доведат во прашање утврдените системи, вклучувајќи ја и религијата.
признавајќи ги ограничувањата на тоа клучот да се бара во рамките на постоечката религија. Некои изучувања се свртеле кон остатоците од раните цивилизации или кон далечните краеви на светот каде што луѓето се уште живееле во примитивни општества. Тие се убедувале на нив да ги применат методите од психологијата, социологијата, антропологијата и така натаму, надевајќи се дека ќе го откријат клучот за тоа како и зошто настанала религијата. Каков бил исходот? Одеднаш на сцената избиле многу теории. Изгледа толку колку што имало и истражувачи, при што секој истражувач му противречел на другиот и секој настојувал да го надмине другиот во храброста и оригиналноста. Некои од овие истражувачи дошле до важни заклучоци. Работата на други едноставно била заборавена. За нас ќе биде и воспитно и просветлувачки да фрлиме бегол поглед на резултатите од ова истражување. Тоа ќе ни помогне да стекнеме подобро разбирање за религиозните ставови што ги имаат луѓето кои ги среќаваме. Англискиот антрополог Едвард Тейлор понудил една теорија, вообичаено наречена анимизам. Тој сугерирал дека искуствата, како на пример сонови, визии, халуцинации и безживотноста на лешевите, предизвикала првобитните луѓе да дојдат до заклучок дека во телото живее душа. Според оваа теорија, со оглед на тоа што честопати ги сонувале своите сакани кои починале, тие претпоставувале дека душата продолжува да живее по смртта, дека таа го остава телото и живее во дрвјата, карпите, реките и така натаму. На крај, мртвите и предметите во кои според кажувањата се населувале душите, почувале да се обожаваат како богови. На тој начин, рекол Тейлор, се родила религијата. Еден друг англиски антрополог, Р.Р. Марет, предложил едно прочистување на анимизмот кое го нарекувал аниматизам. Откако ги проучил верувањата на меланезејците од Пацифичките острови и на домородците од Африка и Америка, Марет заклучил дека примитивните луѓе немале идеја за лична душа, туку верувале дека постои некоја безлична сила или надприродна мок која оживува се. Таквото верување будело чувства на срвопочит и страв во човекот, што пак станало темел за неговата првобитна религија. Според Марет, религијата главно била човекова емоционална реакција на непознатото. Неговата омилена изјава била дека религијата не е толку работа на промислување, колку на одигрување. Во 1890 година шкотскиот експерт за древен фолклор Джеймс Фрейзер ја издал влијателната книга Златна гранка, во која аргументирал дека религијата изникнала од магијата. Според Фрейзер, човекот најпрвен се обидел да го контролира сопствениот живот и својата околина на тој начин што го имитирал она што гледал дека се случува во природата. Например, тој мислел дека може да привика дожд ако попрска вода врз тлото во придружба на удари на тапан како грмежи, или дека би можел да му предизвика штета на својот непријател ако набоцка шпенадливо кукла со неговиот лик. Тоа водело до користење ритуали, уроци и магични предмети на многу подрачја од животот. Кога ова не функционирало како што се очекувало, тогаш тој се свртувал кон умирување и преколнување за помош на надприродни сили наместо да се обидува да ги контролира. Ритуалите и баењата се претвориле во жртви и молитви и на тој начин настанала религијата. Според зборовите на Фрейзер, религијата е помирување или смирување со силите кои се супериорни во однос на човекот. Дури и прочуениот австрийски психоаналитичар Сигмунд Фройд се обидел да го објасни потеклото на религијата во својата книга Тотем и табу. Верно на својата професија, Фройд објаснил дека најраната религија никнала од она што е наречено неуроза на татковска фигура. Тој теоретизирал дека, како што било случај со дивите коњи и говедата, во првобитното општество таткото доминирал со кланот. Синовите кои го мразеле таткото и воедно му се восхитувале, се побуниле и го убиле. Фройд тврдел дека за да ја стекне татковската мок, овие канибалистички дивијаци ја изеле својата жртва. Подоцна поради кајање измислиле обреди и ритуали за да се искупат за својата будалаштина. Според теоријата на Фройд, татковската фигура станала бог. Обредите и ритуалите станале најраната религија. Јадењето на погубениот татко станало традиција на причес што се практикува во многу религии. Може да се наведат голем број други теории кои представуваат обиди да се објасни потеклото на религијата. Меѓутоа, повеќето од нив се заборавени и ниту една од нив не се одржала
вистински како поверодостојна или поприфатлива од другите. Зошто? Едноставно затоа што никогаш немало некој историски доказ или потврда дека овие теории се точни. Секоја од нив била само производ на фантазијата или претпоставката на некој истражувач и наскоро била заменувана со следната: погрешен темел. После години борба со ова прашање, сега многумина дошле до заклучок дека најверојатно нема да има некаков успех во наоѓањето на одговорот на прашањето за тоа како настанала религијата. Како прво, тоа е така бидејќи коцките и остатоците од древните народи не ни кажуваат за тоа како размислувале тие луѓе, од што се плашеле или зошто обожавале. Секој заклучок изваден од овие артефакти е во најмала рака образовна претпоставка. Второ, религиозните практики кај денешните така наречени примитивни народи, како што се австралиските абориџини, не се безусловно веродостојно мерило за да се измери она што го правеле или мислеле луѓето од древните племиња. Никој не знае со сигурност дали или како нивната култура се менувала низ вековите. Поради сите тие неизвестности, книгата "Религиите на светот од древната историја" до денес заклучува дека современиот историчар по религија знае дека е невозможно да се дојде до потеклото на религијата. Меѓутоа, во врска со напорите на историчарите, книгата ја дава оваа забелешка: премногу теоретичари во минатото беа преокупирани не само со опишувањето или објаснувањето на религијата, туку и со наоѓањето изговор за да може да ја отфрлат, мислејќи дека ако се покаже дека раните облици се темелеле на илузии, тогаш би можеле да се поткопаат и подоцнежните и повисоки религии. Во овој последен коментар лежи клучот за тоа зошто различните научни истражувачи на потеклото на религијата не изнеле ниедно објаснување што би можело да се одржи. Логиката ни кажува дека исправен заклучок може да се изведе само од исправна претпоставка. Ако се појде од погрешна претпоставка, тогаш најверојатно е да се дојде до здрав заклучок. Повторливиот пропуст на научните истражувачи да изнесат едно разумно објаснување фрла сериозни сомневања врз претпоставката на која тие ги темелат своите гледишта, следејќи ја својата однапред смислена идеја во своите обиди да најдат изговор за да може да отфрлат религијата, тие се обидувале да најдат изговор за да можат да го отфрлат Бог. Ситуацијата може да се спореди со многуте начини на кои астрономите пред 16 век се обидувале да го објаснат движењето на планетите. Постоеле многу теории, но ниедна од нив не била навистина задоволителна. Зошто? Бидејќи се темелеле на претпоставката дека Земјата е центар на универзумот и дека околу неа кружат звездите и планетите. Вистински напредок не бил постигнат се додека научниците и католичката црква не биле спремни да го прифатат фактот дека Земјата не е центар на универзумот, туку дека кружи околу Сонцето, центарот на сончевиот систем. Пропустот на многуте теории да ги објаснат фактите навело некои непристрасни поединци да не се обидуваат да пронаѓаат нови теории, туку да ја преиспитаат претпоставката во своите истражувања и тоа довело до успех. Истото начело може да се примени и при истражувањето на потеклото на религијата. Поради порасот на атеизмот и масовното прифаќање на теоријата на еволуција, многу луѓе земаат само по себе разбирливо дека Бог не постои. На темел на оваа претпоставка тие мислат дека објаснувањето за постоењето на религијата може да се најде во самиот човек, во неговите мисловни процеси, потреби, стравови, неурози. Волтер навел: ако Бог не постои, ќе треба да го измислиме. Затоа тврдат дека човекот го измислил Бог. Со оглед на тоа што многуте теории не успеале да дадат еден навистина задоволен одговор, зарем сега не е време да ја преиспитаме претпоставката на која се темелеле овие истражувања? Наместо бесплодно да се мачиме по истата трага, зарем не би било логично одговорот да го побараме на друго место? Ако сме спремни да бидеме непристрасни, ќе се сложиме дека тоа е и разумно и научно. А ние имаме токму еден таков пример кој може да ни помогне да ја увидиме логиката што стои за тој процес. Древно истражување. Во првиот век од нашата ера, Атина била истакнат центар на ученоста. Но меѓу атињаните имало многу различни школи на мислење, како што биле епикурејците и стоиците, и секоја си имала сопствена идеја за боговите.
На темел на овие различни идеи биле длабоко почитувани многу божества и така се развиле различни начини на обожавање. Како резултат на тоа, градот бил полн со идоли и храмови направени од човек. Од прилика во 50-та година на нашата ера, христијанскиот апостол Павле ја посети Латина и изнел пред атињаните едно сосема поинакво гледиште. Им рекол: Богот кој го создаде светот и се што е на него, оној кој е господар на небото и на земјата, не живее во храмови изградени со рака, ниту му служат човечки раце како да има потреба од нешто, зашто тој самиот им дава на сите живот, издив и се. Со други зборови, Павле им кажал на атињаните дека вистинскиот Бог кој го создал светот и се што е на него не е производ на човечка имагинација, ниту пак му се служи на начините кои би можел да ги измисли човекот. Вистинската религија не е само едностран напор на човекот да се обиде да дозволи некаква психолошка потреба или да потисне извесен страв. Напротив, со оглед на тоа што вистинскиот Бог е творец, кој му дал на човекот способност за размислување и моќ на резонирање, сосема е логично тој да му обезбеди и начин за да дојде во еден задоволителен однос со него. Тоа според Павле било токму она што го сторил Бог. Од еден човек ја создаде секоја човечка нација да живее по целата површина на земјата, за да го бараат Бог, да некако да го напипаат и навистина да го најдат, иако всушност тој не е далеко од никого од нас. Забележи ја клучната поента на Павле. Бог од еден човек ја создаде секоја човечка нација, иако денес низ целата земја живеат многу човечки нации. Научниците знаат дека всушност целото човештво потекнува од една иста лоза. Овој концепт е од големо значење, бидејќи кога зборуваме дека целото човештво потекнува од иста лоза, тоа значи многу повеќе отколку само дека е биолошки и генетички поврзано. Тоа е поврзано и на други подрачја. Например, забележи што вели за човечкиот јазик книгата Story of the World's Worship, приказна за обожавањето во светот. Оние кои ги поучувале светските јазици и ги споредувале едни со други имаат да кажат нешто, а тоа е следново. Сите јазици може да се групираат во фамилии или класи на говорот и се гледа дека сите тие фамилии настанале од еден заеднички извор. Со други зборови, јазиците во светот не настанале одвоено и независно, како што еволуционистите сакаат да веруваме. Тие теоретизираат дека пештерските луѓе во Африка, Европа и Азија почнале да гроктаат и завиваат и дека на крај ги развиле своите јазици. Тоа не било случај. Постои доказ дека тие настанале од еден заеднички извор. Кога тоа е случај со нешто што е толку лично и единствено човечко како што е јазикот, зарем тогаш не би било разумно да мислиме дека човековите идеи за Бог и за религијата требало исто така да поидат од еден заеднички извор. На крајот на краиштата, религијата е поврзана со размислувањето, а размислувањето е поврзано со човековата способност да го користи јазикот. Не се работи за тоа дека сите религии всушност никнале од една религија, туку дека трагата на идеите и концептите треба да води до заедничкото потекло или изворот на религиозните идеи. Дали постои доказ кој го поддржува ова? Иако човековите религии навистина потекнале од еден единствен извор, кој би можел да биде тој извор? Како можеме да откриеме? Различни, а сепак слични. Одговорот можеме да го добиеме на истиот начин на кој експертите по лингвистика ги добиле одговорите за потеклото на јазикот. Поставувајќи ги јазиците еден покрај друг и забележувајќи ги нивните сличности, етимологот може да ја следи трагата на различните јазици се до нивниот извор. На сличен начин, ако ги поставиме религиите една покрај друга, можеме да ги испитаме нивните доктрини, легенди, ритуали, церемонии, институции и така натаму. И да видиме дали постои некоја основна нишка на заеднички идентитет и ако постои, кон што не води таа. Површински гледано, многуте религии кои постојат денес прилично се разликуваат една од друга. Меѓутоа, ако ги тргнеме од нив работите кои се само дотерувања и подоцнежни додатоци, или ако ги отстраниме карактеристиките кои се резултат на климата, јазикот, специфичните услови на нивната родна земја и некои други фактори, тогаш збунувачки е колку се слични повеќето од нив. Например,
Повеќето луѓе мислат дека тешко да постојат две религии кои се поразлични една од друга, отколку Римокатоличката црква на запад и будизмот на исток. Меѓутоа, што гледаме кога ќе ги трнеме разликите кои би можеле да се должат на јазикот и културата? Ако сме објективни, ќе мора да признаеме дека тие две имаат доста заеднички точки, и католицизмот и будизмот се преполни со ритуали и церемонии. Тоа ја вклучува употребата на свеќи, темјан, света водичка, броеници, икони, црковни песни и молитвеници, па дури и знак на крст. Обете религии одржуваат институции на монаси и калуѓерки и се познати по целибатот на свештениците, посебната облека, светите денови, посебната храна. Овој список сигурно не е комплетен, но служи за да илустрира поентата. Прашањето е зошто две религии кои изгледаат толку различно имаат толку многу заеднички работи. Исто како што споредувањето на овие две религии е просветлувачко, истото може да се стори и со другите религии. Кога го правиме тоа, увидуваме дека известни учења и верувања се речиси универзални кај сите. Повеќето од нас се запознати со доктрините како на пример безсмртноста на човековата душа, небесната награда за сите добри луѓе, вечното мачење за злобните во некој подземен свет, чистилиштето, троедниниот Бог или Божество од многу богови, мајката Божја или Божјата царица на небото. Меѓутоа, освен овие, постојат многу легенди и митови кои се подеднакво вообичаени. Например, постојат легенди за човековото губење на божествената наклоност што се должело на неговиот законски обид да постигне безсмртност, за потребата да се принесуваат жртви за искупување на гревот, за потрагата по дрво на животот или извор на младост, за боговите и полубоговите кои живееле меѓу луѓето и произвеле надчовечко потомство, како и за катастрофалната поплава која го опустошила речиси целото човештво. Што можеме да заклучиме од сево ова? Забележуваме дека оние кои верувале во тие митови и легенди географски живееле далеку едни од други. Нивната култура и традициите биле различни и посебни. Нивните општествени обичаи немале врска едни со други, па сепак кога станува збор за нивните религии, тие верувале во слични идеи. Иако ниеден од овие народи не верувал во сите работи кои ги спомнавме, сепак сите тие верувале во некој од нив. Тогаш очигледно е прашањето зошто? Изгледа како да имало заеднички извор од кој секоја религија ги црпела своите основни верувања, некоја повеќе, некоја помалку. Како што поминувало времето, овие основни идеи биле дотерувани и преиначувани. И така од нив се развиле други учења, но јасно е дека постои основна скица. Логично, сличноста во основните концепти на многуте религии во светот е силен доказ дека тие не настанале секоја на свој посебен и независен начин. Напротив, ако се вратиме доволно наназад, нивните идеи сигурно имале заедничко потекло. Какво било тоа потекло? Рана златна доба. Која легенда во врска со почетокот на човекот е заедничка за многу религии? Интересно е тоа што многу легенди кои се вообичаени во многу религии е и онаа која вели дека човештвото започнало во една златна доба во која што човекот бил безгрешен. Живеел среќно и мирољубиво во блиска заедница со Бог и бил слободен од болест и смрт. Иако деталите може да се разликуваат, истиот концепт според кој некогаш постоел совршен рај се наоѓа во списите и легендите на многу религии. Авеста, светата книга на древната персидска религија Зороастријанизам, кажува за праведниот Јима, добриот пастир кој бил првиот смртник со кого разговарал Ахура Мазда, творецот. Ахура Мазда го поучил: негувај го мојот свет, владеј над него и надгледувај го. За да го постигне тоа, тој требало да изгради Вара, едно подземно живеалиште за сите живи суштества. Во него немало ниту дрскост, ниту подлост, ниту глупавост, ниту насилство, ниту сиромаштија, ниту измама, ниту слабост, ниту деформитет, ниту огромни заби, ниту тела кои не се со вообичаена големина. Жителите не трпеле загадување од злобниот дух. Живееле меѓу миризливи дрвја и златни столбови. Тие биле најголемите, најдобрите и најубавите на светот. Самите тие биле висок и убав род.
Меѓу древните грци, поемата на Хесиод, Дела и Денови, зборува за 5 доба на човекот, од кои првата била златната доба, кога луѓето уживале потполна среќа. Тој напишал: безсмртните богови кои чекорат по небесните дворови, првин го создале златниот човечки род, тие живееле како богови со срекни безгрижни души, од мака и болка ослободени, не ги згрозувала бедната старост, туку си од свој живот го поминале во гоштавање и нивните раци и нозе не знаеле за промени. Според грчката митологија, таа легендарна златна доба била изгубена кога Епиметеј ја зел за жена убавата Пандора, подарок од олимпискиот бог Зевс. Еден ден Пандора го отворила капакот од својата голема ваза и одеднаш од неа излегле неволите, бедите и болеста од кои човештвото веќе никогаш немало да се опорави. Древните кинески легенди исто така зборуваат за една златна доба во деновите на Хуанг Ти, жолтиот император, за кого се вели дека владел 100 години во 26 век пред нашата ера. Нему му се припишува се што е измислено во врска со цивилизацијата, облеката и покривот, превозните средства, оружјето и војната, управувањето со земјата, производството, правењето свила, музиката, јазикот, математиката, календарот и така натаму. Се вели дека за време на неговото владење во Кина немало ни крадци ни тепачки, а луѓето живееле во понизност и мир. Навремениот дожд и временските услови придонесувале за обилна жетва од година во година. Најзачудувачко било тоа што дури ни дивите зверки не убивале, а птиците грабливки не правеле штета. Со неколку збора, историјата на Кина започела со рај. До ден денес, кинезите се уште тврдат дека се потомци на жолтиот император. Слични легендарни извештаи за време на среќа и совршенство во почетокот на човековата историја може да се најдат во религиите на многу други народи: египтјани, тибетанци, перуанци, мексиканци и други. Дали било сосема случајно тоа што сите овие народи кои живееле далеку едни од други, кои имале потполно различни култури, јазици и обичаи, ги негувале истите идеи во врска со своето потекло? Дали сосема случајно или коинциденција тоа што сите тие избрале да ги објаснат своите почетоци на ист начин? Логиката и искуството ни кажуваат дека тоа тешко можело да се случи. Напротив, во сите овие легенди мора да бидат проткаени истите заеднички елементи и во вистина и за почетокот на човекот на неговата религија. На вистина, кај сите различни легенди за почетокот на човекот се забележуваат многу заеднички елементи. Кога ќе ги ставиме заедно, почнува да се појавува една поцелосна слика. Таа кажува како Бог ги создал првиот маж и првата жена и ги поставил во рај. Во почетокот тие биле многу задоволни и срекни, но наскоро се побуниле. Таа побуна водела до губење на совршениот рај кој бил заменет со труд и мака, болка и страдања. На крај човештвото станало толку лошо што Бог го казнил испрекајќи му голема поплава од води во која биле уништени сите освен едно семејство. Како што ова семејство се множело, некои негови потомци се здружеле и од пркос на Бог почеле да градат една огромна кула. Бог го осуетил нивниот план така што им го побркал јазикот и ги распрснал до најоддалечените краеви на земјата. Дали оваа сложена слика е често резултат на нечија умствена вежба? Не, во основа тоа е сликата која е изнесена во Библијата во првите 11 поглавја од книгата Битие. Иако овде нема да навлегуваме во дискусија за автентичноста на Библијата, да забележиме дека библискиот извештај за раната историја на човекот е одразен во клучните елементи кои се наоѓаат во многу легенди. Записот открива дека како што човечкиот род почел да се распрснува од Месопотамија, тој ги понел со себе своите сеќавања, искуства и идеи секаде каде што одел. Со текот на времето тие биле разработени и изменети и така настанале основата и јатокот на религијата во сите делови на светот. Со други зборови, враќајќи се на аналогијата која беше изнесена претходно, извештајот од Битие го представува оригиналниот кристално чистиот извор од кој потекнале основните идеи за почетокот на човекот и на обожавањето кои се наоѓаат во различните религии во светот. Кон нив ги додаде своите поединечни доктрини и практики, но алката е непогрешна. Во следните поглавја од оваа книга подетално ќе дискутираме за тоа како настанале и како се развиле поединечните религии.
ќе откриеш дека е просветлувачки, да забележиш не само како секоја религија е поинаква од другите, туку како таа е слична на нив. Исто така ќе можеш да забележиш како секоја религија се вклопува во временската шема на човечката историја и историјата на религијата, како нејзината света книга или списи се поврзани со другите, како нејзиниот основач или водач бил под влијание на други религиозни идеи, како таа влијае врз однесувањето и на историјата на човештвото. Имајќи ги на ум овие точки, проучувањето на долгата потрага на човештвото по Бог ќе ти помогне појасно да ја увидиш вистината за религијата и за религиозните учења. За детална споредба на различните легенди за потопот кои ги има меѓу различните народи, молиме види во книгата. Добро, ќе видиме.